Четвртина од смртните ковид случаи во текот на вчерашниот ден се од Струмица. Дури 6 жртви на возраст помеѓу 37 и 75 години бележи Министерството за здравство. Градот со недели наназад е на врвот со најмногу позитивни случаи на дневна основа, веднаш после Скопје. Директорот на болницата вели дека едва и се снаоѓаат со капацитети, бидејќи се уште не е готов регионалниот ковид центар. Пациенти кои што се на дневна болница доаѓаат, се примат терапија и се одат. Инаку за хоспитализација имаме повеќе пациенти, меѓутоа за сега ситуацијата е така да тие мора да ја примат терапијата тука и да се одат во домашни услови. Струмичани се загрижени за брзото ширење на вирусот низ градот и околината. Велат дека не се за воведување полициски час како што имавме минатата пролет, но сметаат дека е можен бидејќи граѓаните не се дисциплинирани. Па видите сега, не би требало да се воведува полициски час, тоа се остава на свеста на луѓето. За сега още не, ама во кратко време сигурно. Сигурно ќе има полициски час. Не се прдржуваме према мерките. Па не е още башка за грозна ситуацијата, ама другата недели изгледа ќе треба полициски час. Народот не е баш како што треба, не се подржава на мерките и како што оди работата изгледа ќе има полициски час. Бројот на активни случаи во Струмица во моментов е 564.